Благодарам, господине Джафери. Почитувани колеги пратеници, почитувана колежка Стојановска, ве слушам и ве се чудам на вашата констатација дека парламентарното мнозинство не ви прифатило ниту еден амандман во однос на автопатот Кичево-Гостивар, не знам терзовите, новите инвестиции и така натаму. Почитувана колежка Стојановска, тоа е веќе далечно минато во Република Македонија. Замислете СДС да прави автопат, да прави ТИРС, да привлекува странски инвестиции. Па веќе 3 месеци никој не зборува за странска инвестиција. Никој не зборува за некои субвенции при вработување на нови млади луѓе. Никој не зборува за олеснување на млади брачни парови за решавање на нивниот стамбен проблем. Ниту има купи куќа за млади, ниту има купи куќа, купи стан. Ништо нема од сето тоа. Ништо. Апсолутно голема нула. Така ли, господин Тунтев? Извинете, вака што е публикувам. Или не е така? Реплика имате на реплика. Дафина, може да разговарате. Ние укажуваме при ребалансот на буџетот дека се кратат енормни суми за образованието во Република Македонија. Не ни верувавте. Не ни верувавте. Еве документ. Еве документ. Јавна набавка огласена на 5.8. Веќе на 11.8 е поништена. Зошто е поништена? Затоа што со парите од ребалансот на буџетот истите се скратени. Значи се скратени средства за образованието, за реконструкција на нови училиштата, за изградба и отпочнување на изградба на нови училишта. Срамо да игревате ова што го правите. Со ова кратење, односно со ова поништување на јавна набавка, училиштата во Провишти, во Штип, во Куманово, во Оризари, во Скопје, во Бутел, во Маџари, во Драчево, во Провишти, во Кондово, во Чегране, нема да бидат реконструирани. Тие училишта нема да бидат реконструирани и учениците ќе продолжат да работат и да творат во услови какви што биле и до сега. 74 нови училишни згради се направија во време на ВМРО ДПМН. Над 400 училишта и основни и средни се реновираат, господја пратеници од СДС. Не е смешно, жално е. Жално е ова што го правите за само 3 месеци во Република Македонија. 400 училишта нови, колешке Милевка, 400 училишта се реновирани и реконструирани. 74 нови се направени. Ви го потенцирам по неколку пати за да знаете дека треба да работите и да реконструирате. Ниту едно во најава. Напротив, се што правите е да се прекине и да се уништи. Така нема долго додите. 15 октомври за среќа е многу брзо. Граѓаните веќе ве прочитаа и на 15 октомври ќе си го добиете одговорот од граѓаните. 11 декември е веќе минато, иако тогаш имавте можност, бидејќи сме не парламентарна демократија, да скрпите парламентарно мнозинство, но кај градоначалниците нема што да правите и мора да го почитувате судот на граѓаните. И благодарам.